Финансиска полиција со кривични пријави за екс-раководство на МНАФ. Воената вежба Брз одговор 2025 почнува кај нас. Украина тврди дека заробила речиси 1000 руски војници. Папата Лав 14 формално го презеде Рим. Убавините на Брајтон. Бобан Илиовски ја одбрани светската титула во кикбокс. Управата за финансиска полиција поднесе кривични пријави против поранешниот извршен директор на секторот за воздухопловна техника во МНАФ и против веде раководителката на одделението за јавни набавки, поради сомнежи за злоупотреба на службената положба и несовесно работење во службата. Според соопштението, извршниот директор во 2022 година споил две неспојливи јавни набавки за софтверско решение за управување со документи и за физичко и електронско архивирање во една постапка. При тоа, во тендерската документација вметнал дискриминирачки и несразмерни услови што ја ограничиле конкуренцијата, што е спротивно на законот за јавни набавки. Раководителката, иако била свесна за неправилностите, ја објавила тендерската документација на електронскиот систем за јавни набавки, овозможувајќи нејзино спроведување. Со тоа, буџетот на МНАФ бил оштетен за 1.049.433 денари, а корист од договорот остварило приватното друштво Контего до Скопје. Воената вежба Брз одговор 2025 почнува денеска во Македонија како дел од мултинационалната вежба Дефендер 2025, што се одвива во повеќе земји во Европа. На вежбата во земјава ќе учествуваат над 2000 војници од Македонија, САД, Црна Гора, Косово, Австрија, Грција, Албанија, Италија и Обединетото кралство. Вежбата ќе се одвива со тенкови Леопард, хеликоптери Апаче и Блек Хак, оклопни возила GLTV и друга модерна воена опрема, користејќи и маневарска и боева муниција. Целта е подобрување на интероперабилноста, тестирање на НАТО подготвеноста за одговор на безбедносни закани и зајакнување на соработката. Амбасадорката Анџела Агелер порача дека оваа вежба е символ на блиското партнерство меѓу САД и Македонија. Настаните за граѓаните и високи гости се закажани за 1 и 2 јуни во Кавадарци и Скопје. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека речиси 1000 руски војници се заробени од почетокот на новата руска офанзива во источниот регион Харкив. Според него, Русија трпи значителни загуби во обидите да го прошири фронтот. Ги објавивме податоците за руските затвореници, речиси 1000. Тоа е од клучно значење за преговори, рече Зеленски. Украинските власти наведуваат дека руските сили и покрај загубите продолжуваат со офанзиви во североисточна Украина, но дека отпорот е силен и организиран. Првиот папа од САД, Лав 14, формално ја презеде улогата на епископ на Рим со вечерна литургија во базиликата Свети Јован Латерански. Станува збор за катедралната црква на Рим и символичко седиште на папите. Во присуство на римски свештеници и верници, Лав истакна дека сака да ги слуша римјаните за да ги решаваат работите заедно. Потоа, папата со папамобилот ја посети базиликата Санта Марија Маџоре, каде се помоли на гробот на претходникот Франциск. Пречекан од градоначалникот на Рим, Роберто Гуалтиери, тој порача: "Со вас сум христијанин, а за вас епископ. Денеска можам да кажам дека за вас и со вас сум римјанин." Вистина е дека Лондон е најпопуларната британска дестинација, но не е единствената што вреди да се посети. Вистина е дека време е да се истражи Брајтон, крајбрежен град во источен Сасекс со поглед на Ла-Манш, кој нуди се, од винтидж продавници и уметнички галерии, до тивки кафулиња на плажа и ноќни забави со урбана енергија. Вистина е дека неговиот спој од урбан и традиционален шарм го прави нетипичен британски град, град каде модата не признава правила, а духот на креативност, активизам и толеранција е секојдневие. Вистина е дека Брајтон долго време е рај за уметници, квир заедницата, љубителите на винтидж предмети и секој што не сака конвенции. Вистина е и дека носи титула најпогоден за пешачење град во Велика Британија, идеално за сите што сакаат да откриваат скриени агли на нозе. Вистина е дека се наоѓа на само 1 час од Лондон, па е совршен за еднодневна авантура или прошетка како дел од подолго патување. Вистина е дека Брајтон Пиер, иконското дрвено пристаниште од 19 век, е место што мора да се посети. Возењето на ретровртелешка, фиш енд чипс и зајдисонце со филмска атмосфера се дел од искуството. Вистина е дека Лејнс е лавиринт кој ќе ве освои со антикварници, галерии, креативни брендови и кафулиња што раскажуваат приказни. Вистина е дека уметноста, активизмот и радоста се секојдневие во Брајтон.
Прајдот е најпознат во Британија, но квир-културата не е само настан, туку начин на живот. Вистина е дека градот има и богата гастрономска понуда, од вегански бистроа до 0 ресторани и коктел-барови на покрив со поглед што ќе ве остави без зборови. И, конечно, вистина е дека превртената куќа е едно од најнеобичните места што ќе ги видите, буквално наопаку, со ретро мебел што ја побива гравитацијата и ги збунува сите ваши сетила. Вистина е дека Брајтон е град што не се заборава. Најдобриот спортист на Македонија за 2024 година, Бобан Илиоски, повторно блесна на светската сцена, откако во Женева ја одбрани титулата во кикбокс. Тој го совлада французинот Кадри Мурсели во борбата за појасот во вакопро организацијата, во категоријата К1 до 88,6 кг. Ова е втора последователна титула за Илиоски, кој минатата година во Скопје го победи турчинот Берк Дузени. Со оваа победа, македонскиот шампион уште еднаш го потврди својот статус како еден од најдобрите борци во светот. Финансиска полиција со кривични пријави за екс-раководство на МНАФ. Воената вежба Брз одговор 2025 почнува кај нас. Украина тврди дека заробила речиси 1000 руски војници. Папата Лав 14 формално го презеде Рим. Убавините на Брајтон. Бобан Илиоски ја одбрани светската титула во кикбокс.